43 лица со ретки болести и посебни потреби од Охрид ќе добијат ученички и студентски стипендии, како и стипендии за магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитетите во земјава. Стипендиите се доделуваат по претходно распишан конкурс за период од 9 месеци во учебната година. Можам да кажам дека сме единствената општина во Република Македонија која што доделува ваков вид стипендии. Оваа година 43 ученици и студенти се добитници на стипендиите. Стипендиите се даваат во траење од 9 месеци. Нормално додека трае учебната и студентската година. Иако стипендиите според председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски не се доволни да им се помогне во целост, сепак се еден стимул, односно помош и поддршка на лицата со ретки болести и нивните семејства. Ако можеме да кажеме дека тоа е нешто доволно и тие стипендии се и сумата и вредностите кои што добиваат се доволни, тогаш не е така. Навистина уште многу треба да се работи во тој поглед, меѓутоа како една силна поддршка и како еден силен ветар во грб кој што го даваме на тие лица и на семејствата, затоа што ние знаеме дека потребите кои што ги имаат тие лица, па само за лековите и терапија, за оние ретки болести кои што има, за оние кои што нема, тогаш изнаоѓаат соодветни решенија заедно со докторите, тогаш на тој план уште треба да работиме. Од Сдруженијето ретко е да си редоко иницијатор за воведување на нова категорија стипендии. Се надева дека оваа мерка на охридската локална самоуправа ќе служи како пример за останатите општини во државата. Нина Ритоновска, Сител телевизија.